И сега ве поканувам заеднички да го проследиме првиот разговор кој што ќе го води мојата колешка Ирена Цветановски, Пепе Љуговска и ги свртев презимињата, заедно со нејзините гостинки, креативните Андријана и Јана, кои што се менторки на курсеви за кроење, шиење, цртање, сликање. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Суза. Драго ми е што вака млади луѓе ќе не навратат на некои убави стари вредности кои што не се толку застарени, ама некако сите сме по некој брз начин на живење и забораваме колку се нешта можеме, посебно пак ние жените со овие 10 прсти да ги правиме и во домашни услови, а со тоа и да заработуваме и да развиеме еден мал бизнис. Повелете. Така е. Суза, ти благодарам многу за убавата најава. Почитувани, еве вака ги видовте нашите гости, ни го разубавија студиото, одрано наутро се станати и овде се кај нас во Алфа телевизија. Ова име прво гостување и ни доаѓаат од училиштето Скала. Ке зборуваме за курсеви за цртање и сликање и за кроење и шиење. Редно е да ви ги представам, иако Сузе кажа кои се наши гости ова утро. Ана Вачкова, ментор на курсот по цртање и сликање од училиштето Скала, инаку визуелен уметник по професија, и Андријана Павловски, која што е ментор на курсот за кроење и шиење од училиштето Скала, инаку моден дизајнер. Ана и Андријана, добро ви утро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас, рано станати и еве гости во нашето студио. Ке зборуваме за она, како што кажа Суза, ние жените со нашите 10 раце можеме се да постигнеме, ама овие курсеви не се наменети само за жените, туку се наменети нели и за мажите, сите оние кои што сакаат да се доусовршат или да научат нешто ново. Ни доаѓате и двете од училиштето Скала. Па сакам да ве прашам за почеток да ни кажете на лична карта за училиштето, покрај овие курсови со што се може да се изучува, бидејќи веќе 13 години функционира училиштето Скала во Скопје, меѓутоа може да се приклучат нели луѓе од цела Македонија. Еве, може кој сака да почне прв да го пробие ледот. Па Скала, како што кажавте, постои повеќе 13 години на локација во Скопје. Располага со повеќе курсеви кои што се одржуваат обично 2 пати годишно и академии кои што се со подолго траење во однос на курсевите. Сите се од областа на дизајнот. Да, значи Скала има повеќе месечни програми, тоа се академиите што знаат да траат од 10 до 11 месеци, има и некои пократки во зависност од самата област која што се изучува. Тие се од областа на дизајнот и технологијата, има курсеви кои што се по краткомесечни програми од 2 до 3 месеци во зависност од траењето. Вашите се курсеви. Сега ме интересира дали се наменети за почетници или луѓе кои што веќе имаат почетно знаење и за курсевите и за академиите. Не, значи во принцип може да дојде секој без никакво предзнаење, затоа што целта е да доаѓаат луѓе кои што сакаат или да се досовршуваат, меѓутоа или да научат некоја нова вештина или некоја нова област, во зависност од нивниот интерес. Вие двете сте менторки, Андријана за кроење и шиење, Ана ти си за цртање и сликање. Ајде да почнеме прво од кроење и шиење. Како се одвива вашиот овај курс, кој што трае 2-3 месеца, нели? Претпоставувам за почетници, така? Па така, за почетници, за луѓе кои што немаат никакво предзнаење. Еве како јас, на пример, сакам да научам малку да кројам и да шијам и доаѓам кај вас. И како тоа се изгледа? Така, па најпрво се запознаваме со приборот и алатите што ни се потребни за изработка на едно парче облека. Првиот почетниот курс се однесува на изработка на здолниште, затоа што тоа е едно од полесните парчиња за изработка за почетници. Се запознаваме, значи вадиме тиркови на хартија, изработуваме, нели почнуваме со вежби најпрво, за да тој што нема никакво искуство стекне некако да види како работи машината, како се шие. Потоа кроиме, значи ги вадиме трковите на материјал, вадиме парчиња материјал, ги обработуваме, односно додаваме сите оние дополнителни материјали што не се потребни за изработка на едно парче облека и на крај го спојуваме со тоа што секој на крај има парче облека изработено комплетно и гледаме да го подесиме да одговара на тој што го изработува, за да може да си го облече, да си го користи.
Одат веќе еве фотографии, можете гледачите да видат за што станува збор. Ова е дел од вашата работна атмосфера. Еве конкретно Андријана за вашиот курс за шиење и кроење. Она што ме интересира, а претпоставувам и гледачите, дали материјалите треба да си ги носиме сами, да си ги носат клиентите сами или тоа се имате вие во училиштето? Така, алатот, машините се обезбедено од страна на училиштето, а материјалот во договор со учесниците на курсот си бираме што е соодветно, што сакаат, па си го купуваат они секој посебно. И колку пати неделно се среќавате? Колку е време траењето на часот? Курсот кажавме дека трае 2 до 3 месеци. Курсот трае 8 термини, значи се одржува во сабота. 3 часа е време траењето по 45 минути. Со плюс 15 минути паузи измеѓу, значи некаде 2,5 часа сме присутни на час. Има ли потоа некоја завршна модна ревија или некаде каде што може да се представат? Имаме изложба на крајот, секогаш од сите курсеви и академии, зависно нели како ќе е организирано, ги се изложуваат сите парчиња што се изработени. Интерес има? Има. Само уште да кажеме за која возрастна група, од колку до колку може да се пријавуваат, од која возрастна група, така. И може и мажи и жени, нели? Да, може и мажи и жени, мада превладуваат некако жените, ама сме имале и мажи. Возрастната група, па можам да кажам дека најмалиот член е бил некаде околу 14-15 години, а највозрастните, мислам, сме имале повозрастни жени во пензија кои што нели имаат слободно време и зошто да не го искористат желба во текот на животот, не нашле време и простор. Немале време или можност. Така, сега се исполнуваат сонот. Да. Ана, вие сте за ментор за исто така во училиштето Скала, меѓутоа за цртање и сликање, бидејќи сте визуелен уметник. Ке ми објасните потоа малку што значи тоа визуелен уметник, е некој нов термин за мене. Како изгледаат вашите часови? Значи, курсот за цртање и сликање е наменат за секој оној кој што сака рекреативно да се занимава со уметност, затоа што се запознават со ликовната уметност преку цртачки и сликарски техники. Значи, не е потребно никакво предзнаење, се што треба нели желба или любопитност за креативен израз. Курсот трае 8 термини или исто така 24 часа, како на Андријана. Меѓутоа се одржува секоја недела. Во неделите? Во неделите се одржува од 12 до 2,5 часот, исто со 15 минути пауза. Немаме возрастната граница е од 12 години па нагоре, значи за млади, сите оние ентузијасти и пустари кои што сакаат нели рекреативно да се занимаваат. Што опфаќа програмата за познавање со различни цртачки и сликарски техники. Значи, почнуваме од цртачките техники, се запознаваме базично првен со молив, со јаглен, со туш, па идеме веќе повеќе и со сликарски техники, како акварел, акрил, за на крај да имаат повеќе дела, од кои што формираме некоја поставка за финалната изложба. Да. Овие дела кои што ќе си ги создадат, да кажам, на вашите курсеви, си ги земаат потоа за себе или на таа поставка или изложба може да си ги купат посетителите? Како ви е тоа замислено? Па обично сега не сме имале продажен тип на изложба. Значи од затворен карактер? Па не, отворена е за сите посетители, нели? Мислам, тоа си е отворен настан, меѓутоа не бил од продажен карактер конкретно. Сите материјали се обезбедени за самиот курс, значи дали се тоа различни типови на хартија, бои, цртачки материјали, сликарски материјали, со кои што сите учесници после тоа може да се ги си ги земаат во нивна собственост. Да. Како споменот и она што го научиле во училиштето. Многу убаво, ова е убаво за оние кои што сакаат екстра хоби, кои што имаат слободно време, еве за време на викенд се одржуваат курсевите и можеби за пензионерите за да си го исполнат своето време, да си се доусовршат оние кои што знаат да сликаат и оние кои што не знаат, и немале можност во текот на животот да дојдат и да научат нешто плюс. Визуелен уметник. Дипломиран ликовен уметник, така? Да. Меѓутоа, визуелен уметник. Што значи тоа визуелен уметник?
Значи, јас сум дипломиран сликар со сценографија, меѓутоа се занимавам најчесто интермедијално со повеќе медиуми од визуелната уметност. Не е само еден медиум како сликарство, туку комбинација на повеќе заедно медиуми. Конкретно, дали е тоа сликарство или фотографија или можеби видеоарт. И затоа тој термин малце поопширен и се нарекува визуелен уметник, затоа што се работи за различен тип на визуелна комуникација. Така. Покрај тоа што си менторана, имаш свое ателје, каде што сликаш, црташ, твориш, имаш веќе и повеќе изложби. Ние се договоривме да дојдеме и да снимиме, да видиме како изгледа тоа кај тебе работно. Меѓутоа сега си нели во една друга улога овде како ментор. Сепак да им кажеме на гледачите дека си млада и дека перспективна и допрва ти следи вака убава и успешна кариера како уметник. Јас ти посакувам од срце да имаш многу изложби и кај нас и надвор од светот. Во светот, Андријана, вие сте моден дизајнер. Да кажеме малку повеќе за вашата работа покрај менторската работа во училиштето. Така, па во моментов сум малку повеќе вклучена во едукацијата. Работиме на уште еден проект исто во делот на обука за жени предприемачи. И претходно бев работена во Бела, инаку завршив исто во Скала. Тоа сакав да го напоменам, затоа што потекнувам од дипломиран по безбедност и финансиска контрола сум. Сосема нешто друго. Да. Започнав исто со овој курс, што сега сум ментор. Потоа продолжив на Академијата за моден дизајн исто во Скала, за да продолжам во водите на модата. Така да, исто тоа сакав да го напоменам, дека е курсов исто така една одскочна даска за оние кои што сакаат да продолжат понатака да се занимаваат со мода. Одлично запознавање. Или еве вака како вие да сменат професија. Така и убаво и успешно да пловат во овие модни води. Зовсема за крај, бидејќи времето ни е веќе толку, ете ви кажав дека брзо ќе измине и мислам дека одлично се снајдовте како ваше прво појавување на телевизија и нека не биде последно, баш напротив. Сите заинтересирани кои што сакаат да учествуваат, да кажеме само од кога започнуваат курсевите и каде и како може да ве најдат. Курсивите започнуваат од 16 ноември. Добро. И може да не најдат на веб страницата на Скала, не знам кога ќе запишете одма излегува, се наоѓаме во центар локацијски или сите заинтересирани можат да не најдете на нашиот контакт телефон кој што исто така се наоѓа на веб страната. Така, значи има се уште време, уште 2 недели, додека да започнат исто време почнуваат курсевите. Курсот за кроење и шиење започнува на 15 ноември. Да, питејќи сабота, викендот, така. Добро. Ви благодарам многу што ни бевте ова утро гости. Следен пат ние ќе ве посетиме вас на вашето работно место да видиме и да видат гледачите како тоа изгледа во живо. Ви благодарам за гостувањето и ви посакувам многу успех во она што ќе го работите и во иднина. И можеби ќе ви се приклучам и јас во некој од овие курсеви. Можеби не по сликање и цртање не ме бива, ама ова за кроење може да пробам. Слободно.